Кратки најави за денешниот дневник. Нов закон за туристичка дејност и формирање на национална туристичка организација за решавање на проблемите во туризмот. Долг е списокот на пациенти во земјава кои чекаат трансплантација на органи. Следната недела ќе биде објавен вториот повик за инфраструктурни проекти во општините, финансирани од централниот буџет. Езерската полиција открила 15 рибократци и запленила 6 километри рибарска мрежа во јануари. Русија ќе си организира сопствена Евровизија. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното и ветровито утро во текот на денот имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 7 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе преовладува претежно ведро и студено време со локална облачност и со пад на температурите. Во среда над Британските острови ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со зголемена облачност и релативно топло време. Локално во крајните северни и југоисточни предели со слаби врнежи од дожд и снег. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност со дневни температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 5 до 15 степени. Во Македонија во среда студено утро со пад на утринските температури кои што ќе условат појава на слаб мраз. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневни температури вообичаени за овој период од годината. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од -8 до 0 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 3 до 12 степени. Во Охрид во среда по студеното утро со утринска температура од -2 степени, по текот на денот ќе преовладува сончево и ветровито време. Ќе дува североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 8 степени. Во Охрид во четврток по студеното утро со утринска температура од -2 степени, во текот на денот ќе преовладува сончево време со дневна температура до 8 степени. Во петок по студеното утро, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 8 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Иако изминатата туристичка сезона се смета за најуспешна по корона кризата, сепак, според експертите, локалните туристички организации не видоа многу бенефит од тоа. Неопходно е што поскоро да се донесе нов закон за туристичка дејност, со кој ќе се овозможи формирање на долго најавуваната национална туристичка организација, која ќе ги координира сите односи во туризмот, а локалните и регионалните туристички организации ќе бидат клучни играчи во македонскиот туристички систем. Туристичкиот систем, како да е крахиран, односно туристичката инфраструктура е се посиромашна во делот на туристичка организираност. Евидентно е дека странски туроператори ни ја кројат нашата туристичка судбина, а се помалку локалните туристички организации се клучни играчи во овој систем, смета професор доктор Климент Наумов од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Иако изминатата туристичка сезона се смета за најуспешна по корона кризата, сепак малку локални туристички агенции се офајдија, вели професор Наумов. За да може да се надминат проблемите кои што долго време се надвиснуваат над туристичкиот сектор, потребни се корените промени во Законот за туристичка дејност, со тоа што ќе се воспостават едни новитети или старо нови елементи, а тоа се локалните туристички организации, воспоставување на регионални туристички организации и секако воспоставување на националната туристичка организација, која што долго време се заговора, која што би координирала сите и регулирала сите односи во туризмот. Тоа може да се земе како еден од идните чекори кои што треба и новото Министерство за туризам и култура да ги преземе во краток рок.
На локалните туристички агенции и туроператорите треба да им се овозможи директно да соработуваат со туроператори од странство и да бидат едни од клучните фактори во воспоставувањето на нови односи во туризмот. Представувањето на туристичките потенцијали треба да се врати на клучните туристички берзи, односно саеми, а субвенционирањето како една од алатките за промоција треба да се насочи кон нови пазари, смета Наумов. Како аргумент го посочува редовното учество на саемот во Утрехт, кој не го дава посакуваниот ефект, односно присуството на туристите од Холандија е намалено. Треба субвенционирањето како една алатка за промовирање на туризмот и еден акцелератор малку да претрпи некои измени, односно да дојде до алоцирање на тие средства на некои други емитивни зони, зошто да не биде Белгија. Значи, директно да се насочат туроператорите и македонските крајачи на туристичката политика да настапат, например, на Салон де Ваканс во Брисел. Во изминатите 7-8 години Македонија не беше доволно промовирана на најзначајните туристички берзи, што влијаеше на бројот на туристи од западноевропските земји. Неопходно е пласирање на подобри туристички производи, повисоко ниво на хотелско сместување и квалитет на услуги и со тоа развој на туризмот и резултати какви што посакуваат локалните туристички субјекти. Долг е списокот на пациенти во земјава кои чекаат трансплантација на органи. 20 лица чекаат донор на срце, 15 на црн дроб и дури 147 бубрези. Повеќето се млади, а дел се и деца, но свеста за органодарувањето е ниска. Потребни се измени во законот. Долга е листата на пациенти кои чекаат трансплантација на орган и нова шанса за живот. Околу 20 на лица чекаат донор на срце, 15 на црн дроб и околу 150 лица бубрези. Повеќето се млади, а дел се и деца, но совеста за органодарување е ниска. Нема доволно донори. Сдруженијата вела потребни се измени во законот за трансплантации, според кој за органодарување последниот збор го има семејството. Секој човек е потенцијален донор, што значи дека во случај на мозочна смрт по автоматизам се смета дека е донор на органи. Секако неопходен услов е претходно во текот на животот доброволно да се изјасни дека ќе ги донира своите органи во случај на смрт. Неопходно е да се изврши измена во делот кој предвидува задолжителна согласност од семејството, а воедно да може жив донор, иако не е член на семејството, да дарува орган на одредено лице. Законот за органодарителство треба да се менува, бидејќи има многу нелогичности во самиот закон за органодарителство и од она што го знам е дека овој закон е само копи-пейст на законот од Хрватска. Има многу како да кажам, препреки во смисла, бидејќи она што мене како родител ми смета, дека само блиската фамилија на семејството може да дарува орган, зборувам за living донор, а доколку се работи за починато лице, значи доколку ево да кажам дека вие сакате да донирате орган после вашата смрт, вие мора да му кажете на вашето семејство и вашето семејство после вашата смрт одлучува дали ќе биде извршено органодарителството. Затоа би апелирала и до властите дека подхитно треба да се изменуваат одредени точки, ставови, ставки од Законот за органодарителство, се само да се доближат поблиску и граѓаните, само за да им помогнат на ова ранлива група. Кога би имало поголем број органодарители, ќе се намали бројот на пациенти во преполните болници, но и ќе се намали страдањето на болните. Ќе се намали страдањето, бидејќи не е лесно да одиш 3 пати неделно на диализа. Еве ќе ви го кажам точно примерот на мојот син. Мојот син излегува од дома во 12:15, а си иде дома во 18:30. Еден млад човек од 23 години, заробен на машина, моментално е 2 пати во текот на неделата, меѓутоа се зависи како ќе работат остатокот од бубрежната функција каков ќе, па можеби ќе го вклучат и 3 пати неделно.
Проблемот со малиот одзив на органодорителството во земјава и во тоа што недоволно се работи на јавната свест, промоција на значењето на органодорителството и трансплантациите. Следната недела ќе биде објавен вториот повик за финансирање инфраструктурни проекти во општините со средства од централниот буџет, најави денеска премиерот Мицкоски. На располагање на општините им се ставаат 15 милиарди денари, кои може да се трошат за проекти во повеќе фискални години. За вториот повик олеснети се условите во поглед на рокот за поднесување на документацијата, која е до 30 април 2025 година. До 15 милиарди денари од државниот буџет им се ставаат на располагање на општините за реализација на капитални инфраструктурни проекти во рамки на вториот владин повик, кој ќе биде објавен следната недела преку Министерството за локална самоуправа. Ова се значајни средства кои се ставаат на располагање на општините за изградба на капитални проекти како што се училишта, градинки, паркови, водоводи и канализации, со кои се решаваат децениски проблеми на граѓаните. Ке повторам, се работи за историски најголема инвестиција на централната власт во единиците на локалната самоуправа, општините преку кои директно се влијае на подобар живот и повисок стандард. На минатиот јавен повик 78 општини добија 288 проекти со вкупна вредност од над 4,5 милиарди денари или 73 милиони евра. За 251 проект веќе се склучени договори или се во завршна фаза од постапката за избор на изведувач, 50 веќе се реализираат на терен, кажа министерот за локална самоуправа Златко Перински за резултатите од првиот повик. Критериумите за аплицирање на вториот повик се генерално исти, но и дополнително олеснети во поглед на рокот за поднесување на документи од почнување на постапката за јавна набавка. Ке се одлучува врз основ на следните два критериуми. Првиот е по глава на жител на резидентно население во секоја општина согласно последниот попис и комплетноста на потребната проектна документација со сите потребни дозволи и согласности, потребни за отпочнување на јавна набавка, со ревидирана предмер пресметка не постара од 12 месеци. Право на учество имаат сите единици на локална самоуправа, кои можат да аплицираат со еден или повеќе инфраструктурни проекти од различни области, односно од областите на култура, спорт, животна средина, патна инфраструктура, социјална политика и образование. Рокот за аплицирање е до 30 април 2025 година и овој пат за транспарентноста на целиот процес формирано е владино координативно тело. Поради градежни активности кои се изведуваат на локалниот пат од село Долно Лакочереј кон село Горно Лакочереј, општина Охрид ги известува граѓаните дека општинскиот линиски превоз на патниците на линијата Охрид-Горно Лакочереј-Охрид од утре 5 февруари ќе се одржува со изменет возен ред. Во периодот од 8 до 16 часот автобусите нема да се обраќаат до Горно Лакочереј и истите ќе се обраќаат само до училиштето во Долно Лакочереј. Во останатиот период од денот, автобусите на наведената релација ќе се обраќаат согласно постојаниот возен ред. 15 риботкраци откриле езерската полиција и Државниот инспекторат за земјоделие во текот на јануари. Забленети се 293 парчиња различна риба со вкупна тежина од над 50 килограми. Во текот на месец јануари оваа година, полициските службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро во водите на Охридското езеро самостојно, но и во соработка со Државниот инспекторат за земјоделие, извршиле повеќе контролни патролни активности за заштита на државната граница и по Законот за рибарство и аквакултура и Законот за внатрешна пловидба. При тоа откриени се 18 прекршоци и 15 прекршители кои се затекнати како вршат незаконски риболов. Пронајдени се и подигнати вкупно 116 рибарски мрежи со различна големина на окца и со вкупна должина од 6120 метри и улов од 293 парчиња различна риба со вкупна тежина од 51,4 килограми.
При преземените мерки констатирани се 14 прекршоци по Законот за внатрешна пловидба, за што се поднесени и соодветни пријави. Во истиот период, полициските службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро извршиле 6 контроли на рибарите кои биле ангажирани за вештачкиот мрест, а спровеле и 6 патролни дејности со физичко присуство на научно-истражувачкиот брод од јавната национална установа Хидробиолошки завод Охрид, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.